Многу си се намирисала, море Милке, многу. Мислиш, Живе? Мислам, ами не. Леле, кај се децата, Живе? Ќе дојдат. Марко доаѓаше за прв пат од армија и се разбира сите отидовме да го пречекаме. Мајка ми и татко ми, кои ја напуштија работата сред бел ден. А се разбира, тука бевме и Диме и јас, помалите браќа на Марко, кои исто така како него еден ден ќе го отслужуваме воениот рок. Ох, и ние еднаш навреме да стигнеме, Живко. Навреме, ми како? Марко! Каде Марко? Што, Марко? Каков Марко? Марко! Што, Марко? Море Зрнце. Ајде, не викајте, тој е војник. Ох, Марко, сине. Мамо, ако не дојде? Кој да не дојде? Марко. Леле, Живко? Знам, нема да дојде. Што знаеш, море Милке? Слегол негде да пие вода и возот го остави. Кој слегол? Марко, Живко, Марко, го знам јас него. Возот со кој требаше да пристигне брат ми Марко на отсуство од армија беше обичен воз. Пристигаше наутро во 10, заминуваше навечер во 9. Но тој подоцна сватив го означи почетокот на мојата младост. Онаа плашливо подотворена врата кон времето на возрастните што веќе одамна ме вознемируваше. Патничката воз 3641 од Ниш, Лесковац, Врање и Куманово пристигна на први колосек. Патничката воз 3641 од Ниш, Лесковац, Врање и Куманово пристигна на први колосек. Касни, Милке, касни на диета си. Марко, овдека си право јуначиште, нема што. Каму да видам? Дајди ме јас да видам. А? Синена мајка, види го. Јас кога бев војска во Марибор, Бога ми убаво се снајдов. Ти не ќе се снајдеш. Убаво се снајдов. Еве, мојот прв другар беше овде, служеше војска во Бостивар, ама што ако сето тоа му беше поднос? Па за тоа треба да имаш петле, ами како? Војникот ти е, брате. Антена, никако. Живе, доста еднаш со таа антена, доста. Милке, се треба да фати. Живе, кој фаќа, ама ти се фати. Ајде. Сега вака. Во Словенија со браќата словенци убаво си го наредив животецот. Преку ограда ќе одев, ќе земем цигари, пипце, ами како? Браво, многу убаво ги учиш. Моето семејство беше токму онакво како што не сакав да биде. Татко ми премногу се занимаваше со минатото, мајка ми со иднината. И двајцата ги разубавуваа нештата до недозволени граници, за да не спасат пред неизвестноста на нашето растење. Во мојата фамилија, Милке, се знаело само за јунаци.
Каква иднина ве чека, деца. Каде ти? А? Диме, Каде? седи и ти нешто да чуеш, не само со моторот. Каубоју на мотор. Ете. Сакаш живе? Славе, нека остане да нешто и за гостите. Сега ти, Марко. Родителите не сакаа на свој начин. Мајка ми, горда што не израснала од 3 кила месо, татко ми, затоа што ќе ги продолжиме неговите желби и амбиции. Што правиш, бе, Славе? А? Што е ова? Ајде бе, А? негови што се ви. Негови што се Милке, Да дојди да привлече видиш. внимание. Дојди да видиш, бе, дојди да видиш. Што е бе ова, Славе, што е ова? Ајде собери се. Погледнете први добро што има на масава. Огледнавме се. 1, 2, 3. Што е два, Полека што бе, е полека. Што е сега ова? А сега што видовте? Кој ќе наброи? И армијата ли да учествува, а? Ветераните имаат предност. А, добро. Еве ќе јас. Татко ти. Добро. Тука Славе татко ти. Вака, имаше, што имаше? Имаше паурче со ракија. Полно. А тоа полно се разбира полно. Живе, А. конци. Што Конци конци? имаше, имаше конци. Еден по еден без туркање. Диме, те молам пронајди ми ја Роска. Качи се на моторот и пронајди ја како знаеш. Објасни дека сум дојден само за неа. Кочи, брат, не може ли едноставно да ја звониш? Ке ми ја тресне слушалката. Страшно сме скарани. Абе, грабни ја ако треба. Речи и дојден сум само за неа. Ајде. Добро, брат, без грижа, ќе ја наредим. Што не? Мисли. Кој да мисли? Јас да мислам? Лажица беше, што има јас да мислам? Полека доста. Што полека ми ќе лажица Не беше, јас знаеш, се видам. признај, не умееш да паметиш. Кој не уме да призна? Што да признам? Лажица беше нате. Дај да видиме. Не беше лажи. Славе, немој да си безобразен со Сега татко. ти- Не беше лажи. Сега ќе Иако видиш. не беше, дај, Тоа дај. е Не, ова не, не, и ова за тебе е билушка, а? Ова е за тебе билушка, само ако ти дојдам. Лажица е, видио. Дај ми ја вилушката. Што е, Славе? Бате! Го суредивме станиот. Сила си, Славе, сила. Сега тој тебе ќе ти го каже планот. Каков план? Зашто? Секој час сум го пресметал. 6 дена си овде. Аха. Не треба ништо да пропустиме. Еј, јас така мислам. Првиот ден, значи денеска ќе ме учиш да пукам. Опа, бато! Бу! Остави се. После? Вториот ден ќе ме учиш лазење. Аха. Прикочи. После? Третиот ден ќе се криеме со гранки од грмушка. Абе ти велам кочи. И ќе се преправаме бошом сме рано. Абе, Абе, ти не се правиш помалечко кога што си. Само за да биде цел ден со тебе. Четвртиот ден ќе поздравуваме старешини пред домот на ЈНА. А, в петок? Петиот ден го оставив за девојките. Кои девојки? Диме ми кажа. Кои девојки? Девојките ги сакале војниците дојдени на отсуство. А. И? Бате Рус веќе направи. Мој Славе. Значи се согласуваш? Се согласува. Може ли поинаку со овој? Ха? Вози, крлеш. Да? Кој? Роска! Тука е, веднаш, сега ќе ти го дадам. Марко, те бара. Диме, каде Диме? Да не си мргнал од дома книгата враце. Забораваш дека полагаме поправен. Славе, што е ова, Славе? Кај ќе спијам јас? Сакам овде да спијам со Марко. Абе, рече нешто. Диме, реков книгата враце. Ти, Славе, ќе спиеш во дневната, на троседот. Реков да ќутиш. Се да чуеш, се да видиш. Кој поминува, кој заминува. Диме, некој овде баре ќотек, а? Славе, собери се до тоа, ти книгата враце.
А... Таму. Реков таму. Славе, девојките нема да ги оставиме за последниот ден, почнуваме со нив. Зошто? Па гледаш, од девојките почнува се. Време ти е да го запомниш тоа. Со девојките секогаш нежно и љубезно, прво правило. Опа, бато! Тоа важи и за тебе, моторџио. Доста. Ево. Оди сега малку, издувај се, а јас да се истуширам. Ајде. Застави го на мир. Ајде, бе. Сите те чекавме. Значи, се смиривте со Ростка и сега јас веќе не ти требам, нели? Ми треба твојот совет, Диме. Знаеш, не знам како да му кажам дека сакам да сум повеќе со Ростка отколку со него. Малечок е, ќе го заболи. Внимавај само да не ти се обеси на вратот. Како крлеше. Се фали. Сета населба има да знае дека си тука. А всушност, уведен сум од се плаши. Девојчињата го избезумуваат. Да не се затрескал во некој. Се плаши од порази. Затоа бега од нив како од оган. Знам. Не му е лесно. А сака тепачки. Еј, тука бега. Па добро, како ќе живее ако го поведат, а? А вака да видиш, во училиште е супер. Одликаш без конкуренција. Има многу другари. И па добро е да се има другари. Марко, си станал некако нежен. Далеку од дома повеќе мислиш на се. Ќе видиш и ти. Марко, знам што ќе направиме. Што? Дојди. Ако некој можеше да ме разбере, тоа беа тие, моите браќа. Родителите одамна беа заборавиле колку е младоста мачно време. Постојано си во страф од понижување. Од учителот, од лошиот другар, од девојчињата. И постојано мораш да се докажуваш со умот, со снаудливоста, со добрината, понекогаш и со лагата. Здраво, друштво! Абе ти сам ли си на овој свет? Детиште, јас барем имав срам на некои години. Сега ги немаш ни годините, ни срамот. Ја. Аха. Што пишуваш? Тука си. Ќе го однесеш ова писменце, Билјана се вика. Најмладата касиерка во самопослугата. Еве, овде ти е адресата. Гледаш? А кога ќе ме учиш да пукам? Оди прво ова, има време. Ајде. Друштво! Ми извади од дума ова детиште. И така ти беше доста спиење, де. Мислиш, Милке? Мислам. Ало? Ве молам, Билјана? Да. Ало? Билјана? Марко овде. Да.
Роска, да, сега ќе дојде. Аха. Знаеш што, имам една молба. Брат ми Славе, најмалиот. Славе, да. Роска само што не дошла, а тој таму со некоја Билјана. Дојде сега кај тебе има. И ти беше таков. И ќе ти донесе едно А писмо, ти шест му напишал. сакаше такви. Живе, живе. Знаеш, јас сега сакам. Ти зелен, ја зелена, ама златни деца. Леле, живе, детето е тука. Согласија. Да, Билјана се согласи, ама сега ми е жал за Славе. Чудо голем, ќе се ослободи пред девојките. Славе за себе тоа никогаш не би го прави. А и Роска полесно ќе ја пријави. Љубовта на возрастните понекогаш е свирепа. Идам. О, Роска. Повели, Роска, повели. Ова за вас. За мене? Благодарам, Роска. Марко е... Марко! Марко, Роска дојде, Марко! Повели, Роска, влези, повели. Живе ова. Здраво, Роска, добре дојде. Диме. А, Марко, да седнете малку. Јас... Што? Живе, А. ние на... Кај Маре на кафе, а? Па пиевме кафе, мори, Милке. Живко, на кафе. А, на кафе? Ајде. Јас моторот, кочница. Ајде, вргу моторот ми прави. Ајде, Милке, оти. Ти што имаш? Ти си Билјана? Да. Имам едно писменце за тебе. Почекај ме надвор. Еј, земи го мојот велосипед, пред вратата е. Шифрата му е 500 и... 546.
Хајде, Билјана, си изнава се. Прости ми, виновна е Салдирањево. Ти си Билјана, сигурно? А ти, Марк? Ма зошто ти е таа писменце, кажи ми се самиот. Ама тоа не е мое. Погледни, го потпишал Марко. Не туку Марк. Ту на висти. Ви се допаѓаш, Марк? Утре пред кино Вардар важи во 10. Ама Марко ти закажа во 18 часот во сладкарницата Ванила. Пред кино Вардар, Марк, во 10 предпладне, попладне знаеш на работа сум. Важи? Шефе, готово, одиме. Ти ли си, Славе? Славе, знам дека си тука, ајде влегувај внатре. Леле, Славе, каков си капнат? Каде е Марк? Кој? Марко. А, Марко. Марко отиде со Роска. Со која Роска? Со Роска. Каде, Славе, каде? Овде ќе спиеш. Да го прашам Диме. Аха, ќе го прашаш. Каде е Диме? Диме не е тука, Славе, не е. И тој негде крши глава. А ти сакаше да бидеш последен, а? Славе, Славе, татко ти веќе рчи. Славе, слушај сега. Оди истуширај се и полека. Ајде, де, мрдни, Славе, мрдни. Те разбудих? А? Утре ќе мораш пред кино Вардар, Марко. Па нели јас си закажав пред сладкарницата Ванила, а? Таа ќе дојде пред киното. Нека повели. Ајде. Оп. Оба! Што пишуваш? Ова ќе го однесеш утре на Верче. Адресата ја имаш, телефонот го имаш. Запамети и со неја да бидеш нежен и љубезен како што те учев. Ајде. Марко, а пукањето, а поздравувањето старешини? Спи и сега, секи на дополниме. Ајде. А Билјана? Која Билјана? А, Билјана. Билјана нека си го тера велосипедот. Ајде. Кутрата Билјана. Не е убаво да чека.
Не е убав. Првин ќе ја пронајдам Верче, а потоа ќе одам со Билја.